Почитувани добро вечер, во предновогодишното издание на емисијата Став гостува председателката на Советот на општина Куманово, Ивана Ѓоргиевска. Господјо Ѓоргиевска, добро вечер и добре дојдовте во студиото на Телевизија Плюс. Добро вечер, благодарам на поканата и поздрав до вашите гледачи. Со одлука на Советот, сите граѓани во период од 6 месеци ќе користат бесплатен јавен превоз. Може ли да не кажете кога ќе започне примената на оваа одлука, колку средства од буџетот се одвоени за оваа субвенција и кои ќе бидат придобивките за граѓаните, но и за градот Куманово? Така. Ова е најактуелна тема изгласана на последната седница на Совет на општина Куманово. Станува збор за субвенционирање на јавен превоз кој ќе започне од 1 јануари 2023 година. Одделени се 30 милиони денари за субвенционирање на јавен превоз и придобивките се големи. Меѓутоа, јас би започнала со како дојде до оваа идеја. Прво, темата ја наметна градоначалникот, затоа што голем еден период граѓаните не има редовен јавен превоз некои линии. Едноставно се чувствуваме должни и како локална власт да надокнадиме затоа што беа оштетени буџетите на граѓаните, имаше голем револт поради недоразбирање со превозниците. Ова е добар начин да се надокнади штетата, меѓутоа и дополнително е и енергетската и економската криза која не затекна сите и ги оштетува континуирано, ги оштетува нашите буџети. Да се даде бесплатен јавен превоз, мислам, можност да се допре до секој фамилијарен семеен буџет, значи да се помогне на граѓаните, на секој граѓанин на општина Куманово кој нормално сака да користи јавен превоз, а треба да се користи затоа што е бесплатен, затоа што е користен за градот. Имавме две координации. Двете координации ги инициираше градоначалникот на координацијата, беа координатори на советнички листи, беше присутен раководител на комунално, сектор комунални работи, беше присутен и представник на превозниците. Првата координација беше запознавање со оваа идеја да се направи бесплатен јавен превоз и придобивките од истата. Втората веќе координација беше со конкретни броеви кои произлегува од анкетата и самата покажа дека 80% од граѓани би користеле јавен превоз доколку е бесплатен. Меѓутоа истовремено алармиравме како советници, како координатори дека голем е показател на луѓе кои се незадоволни од бројот на линиите кои циркулират во постоечкиот јавен превоз. Меѓутоа, за тоа најдовме решение на каков начин. Некои линии кои се, например, за Зелен Рид, која е доста искористена линија, ќе ги зголемиме бројот на поаѓањата. На тој начин, ќе има места за сите патници кои сакаат да го користат, а постојано ќе бидат достапни и ќе може да бидат во служба на граѓаните. Кои се бенефитите? Бенефитите прво буџетот, фамилијарниот буџет. Второ, според мене многу битна работа и јас би ја поддржала ова одлука и за наредната година доколку се покаже функционална, мора да се врати навиката кај граѓаните да користат јавен превоз. Секој семејство веќе има по 2-3 автомобили. Бројот на паркинг места во центарот на градот е многу мал. 550 само паркинг места. Се обидовме да направиме без зона, бевме спречени од станарите на објектите кои живеат во без зона. Мислам дека беше многу повеќе недоразбирање со нив отколку стопирање на една ваква одлука. Излеговме во пресред затоа што сепак ние сме власт која ги слуша желбите на граѓаните, меѓутоа мислам дека тоа беше погрешна одлука. Мојата идеја тогаш беше комплекс блок по блок едноставно да се среди. Значи, да се изасфалтират оштетени делови, да се изнацртат паркинг места, да се тргнат оштетени автомобили или автомобили кои воопшто не се во служба, да се пошуми, да се позелени, едноставно блок по блок во зградите, како почнавме од октомвриска, да се среди за минимални средства за да може да се покрие барем една плата на луѓето што работат во Куманово паркинг. Другиот, меѓутоа, од таа тема од без зона јас не се откажувам лично како председателка на Совет, затоа што има огромна потреба.
огромна потреба да се растерети централното градско подрачје, да почнат луѓето да одат, да пешачат, да доаѓат во центар на град за своите потреби, ама да научат и пешки да одат и едноставно да се врати таа култура, затоа што имаме некултура во сообраќај. Сите сме сведоци. И плюс тоа тротоарите да се ослободат, значи улиците со паркирање се направени повеќе пола и повеќе улици се блокирани, едносмерни, значи сообраќајот во центарот на градот воопшто не функционира како ја што би сакала. Друг бенефит од овој јавен превоз е спречување на сивата економија. Зошто велам спречување на сивата економија? Имаме многу повеќе диви таксисти во последен период отколку таксисти со лиценци. Тие диви таксисти, јас не ги окривувам луѓето што постојат, секој се снаоѓа на својот начин, или доколку му е дозволено од страна на државата. Меѓутоа, прават голем проблем на јавните превозници. Тие знаат добро кога поминува тројка, кога поминува единица, поминуваат пред самите автобуси, ги собират патниците, ги се товариме. Јас сум била еден од тие патници, се товариме како сардини, одиме до одредено место, си вршиме работа и за по карта по 20 денари или не знам сега колку е, одамна не сум се возела. Меѓутоа, автобусите остануваат полупразни или празни, што не е едноставно не е фер спрема превозниците кои трошат нафта и немаат никаков бенефит. Од друга страна, па таксистите зошто би плаќале, регуларните таксисти зошто би плаќале лиценците и може да се поминат во диви таксисти и да бидат конкуренција на јавниот превоз. Значи таа сива економија едноставно мора да се стопира. Ако на човек му дозволиш да се и му ги линиите му ги ставиш како што му одговара на неговите потреби, сигурно ќе почека 2-3 минути да се качи во автобус отколку да бара и да врти диви таксисти. Значи има многу бенефит не само за буџетот поради енергетската криза, економската криза, туку може ова да има долготрајни позитивни последици за културата на кумановскиот народ. Затоа, навистина, и многу ми е мило што беше поддржана од сите 32 советника кои беа на седницата, што беше донесена едногласна одлука и што ова одлука ќе трае 6 месеци. Меѓутоа, ништо чудно да се пролонгира, за да видиме прво како ќе реагират граѓаните, колку ќе биде прифатена и колку ќе биде искористена. Јас мислам дека веќе кога нудиме една ваква бесплатна услуга, не е бесплатна затоа што е од парите на граѓаните, меѓутоа треба максимално да се искористи. Затоа ова одлука е 6 месеци, меѓутоа постои голема веројатност после ребаланс на буџет да се предвидат уште 30 милиони. Советот даде зелено светло и за субвенционирање на трошоците за комунални услуги за повеќе категории на граѓани. Колку средства беа одвоени за оваа година, колку семејства беа опфатени со мерката за субвенционирање на комуналните услуги и колку парични средства се предвидуваат во новата година? Така, субвенционирање на комунални услуги, мислам дека единствена општина во Македонија што субвенционира вода од 900 денари и смет, односно ѓубре, од 300 денари. И паркинг места за лица со попреченост, тоа е веќе законска обврска, тоа не сме единствени, меѓутоа за комуналие сме единствени. Тука се луѓе што се или самохрани родители, или социјални случаи, или стечени работници, или лица со попреченост. Сега вметнавме една нова категорија, затоа што анализата покажува дека има потреба да се помогнат и луѓе со надминати 26 година кои имат длабока попреченост и телесна, интелектуална и целосно слепи и глуви лица, значи тие луѓе треба да добијат една ваква субвенција. И мислам дека е апсолутно оправдана и корисна. Зошто? Затоа што кога ќе субвенционираш луѓе што не можат едноставно да си ги платат сметките, ти на некој начин ги помагаш и јавните предпријатија, што е апсолутно во ред, затоа што тоа се наши општински јавни предпријатија. Минатата година беа предвидени 10 милиони денари, беа искористени 6,5 милиони денари, корисници има 331 корисник на овие субвенции, со тоа што советниците реагираат дека жителите, односно населението се жали дека многу документи треба за да се поднесе да се добие субвенција. Од секторот за социјала ни објаснија дека имале период кога били и злоупотребувани овие субвенции, што значи дека документи сепак мора да се
донесат, да се достават, за да биде оправдано на крај крајава да се лицата кои навистина заслужуваат да земат субвенција, а не лица кои се способни да си ги платат сметките. Нешто што треба да се потенцира е дека со самото покачување на отпад, односно ѓубрарина, имаше малку неспоразум меѓу граѓаните, се субвенционират 300 денари од страна на општината, а некои сметки се 400-450, што значи дека таа сума треба лицата да си ја доплатат. Ќе видиме за наредниот период, може би со ребаланс на буџет, може и тие дополнително да се предвидат, меѓутоа голем дел од трошоците се покриени. Ги гледавме износите на сметки, некои, например, сметки за вода се 1200 денари, 900 им се покриени, некои се пак 700 денари, 900 им дозволува општината, а само 700 им плаќа. Значи, тука, отплика се поклопуваат средствата и добро е да се субвенционира и добро е да се искористат овие субвенции максимално колку може. Рековме дека 10 милиони се и ова година предвидени за субвенции за нашите граѓани. Се донесе и буџетот на општината за 2023 година. Вкупната развојна програма чини околу 145 милиони денари. Како ќе се трошат општинските средства и кои капитални проекти се предвидени да се реализират следната година? Така, донесен е буџетот. Мило ми е што беа многу советници за овој буџет. Самата развојна програма е поделена во 4 развојни програма. Првата е за проширување на гасификационата мрежа, иако нема голем интерес, меѓутоа ние мора да се надеваме како општина дека ќе се намали цената на гасот и дека ќе продолжи гасификација на Куманово, значи таа мрежа сепак мора да се продолжува и за таа намена се предвидени 6 милиони денари. За изградба на улици, плоштад, мал плоштад ќе се реконструира и кружни текови, тоа се зборува за овој кружен тек што е при крај во завршна фаза. Треќа МУП и Октомвриска револуција има останати уште некои давачки, нема нов кружен тек да се прави, меѓутоа ќе се доплати тој и има улици, плоштади, кружен тек предвидени се 111 милиони 529 илјади отприлика. Трета компонента е изградба на водоводна мрежа, планирани се 12 милиони и 100 илјади денари, за атмосферска и фекална канализација се предвидени 14 милиони 838 илјади денари. Поголеми, што одлучивме како мнозинство во Советот? Се што било аплицирано минатата година во системот и за што имаме техничка документација, се да искористиме. Без разлика во која населба е, дали е фекална, дали е водоводна канализација, дали е уличка една, дали е уличка друга. Значи, работиме исклучително на техничка документација што веќе постои, затоа што е најголем проблем и да имаш пари, финанси, е да се изработи техничка документација, да се добие решение за дозвола, да се добие решение за изградба. Значи, техничката документација е приоритет ова година и се предвидени 15 милиони денари за објекти, улици кои ќе ги предложи и Советот и градоначалникот. Ама тоа го планираме за ребаланс на буџет. За сега се планирани улица Индустријска во Новини Речици, Боро Чушкар, Народна револуција, Тодор Димков, улица 111, 112, 172, улиците околу Зелениот пазар, затоа што знаеме дека се изгради она огромен комплекс за преубав на локалитет 1 мај, мора да се дозволат да се направат услови таму и за влез на луѓето што ќе сака да го посетат тој комплекс и за станарите, значи. Потоа улица Трета МУП исто ќе се проширува Весенин Маслеша и Боро Илиев Гуне. Тоа се улици за кои има техничка документација и за кои веќе на самиот почеток на годината тендери ќе се распишат. А кои беа паднати поради енормното покачување на цените и на енергенсите и на материјалот. Поголеми капитален проект е реконструкција на малиот градски плоштад. Советниците се запознаени
со идејниот проект Младиот градски плоштад, спомениците нормално дека нема да се дират затоа што се заштитени од страна на државата, меѓутоа осветлување, нова подлога, ново зеленило, апсолутно дека има потреба, делот околу културниот дом апсолутно има потреба да се реконструира, и слубите што се надоле накаде сума, значи некои нови содржини се предвидени, мислам дека ќе биде апсолутно убаво и оправдано реконструкција на Малиот градски плоштад. Канали кои се предвидени се во дел во село Лопате и улицата Кирофета, која одамна се прави, а е во центарка е Орта Бунар. Водоводна мрежа е на Никола Тесла, она што се бара цело време од населението таму, на 11 ноември, Славица Вајнер и Јане Сандански. Тоа се отприлика проекти кои ќе се реализират ова година, а за кои постои техничка документација. Јас искрено се надевам дека ребаланс на буџет ќе нема да биде во септември, октомври, ноември, како што е вообичаено, туку ќе биде во март, април, ајде најдоцна мај, дека ќе има нов прилив на средства во буџетот на општина Куманово и дека период до март, април, мај ќе се искористи за изработка на техничка документација за нови улици, за нови канали, за нова инфраструктура во Куманово. Мислам дека предвидена е известна сума и за бекатон, за бекатонирање, за летно, за зимско одржување, значи мислам дека граѓаните ќе бидат и ова година задоволни затоа што буџетот е највисок до сега. Задоволни ли сте од скупната реализација на годишната програма за работа на општината за оваа година и колку средства беа потрошени на проекти за подобар живот на граѓаните? Така. Релативно сум задоволна затоа што знам дека околу 70% е реализирана развојната програма. Зошто? Токму затоа што ова го кажав. Беа распишани тендери, имаше добра техничка документација, меѓутоа никој не се пријавуваше или ако се пријави да го земе проектот, не можеше да го реализира поради енормното поскапување на железо, поради енормното поскапување на самите материјали, на енергенци, значи некои проекти останаа од минатата година нереализирани, затоа е 70% од развојната програма реализирано, од друга страна 88% од приходите е реализиран. Таа разлика од 70 до 88% е ставена во буџетот на 2023 година. 2022 година бе изградени два капитални проекта, тоа се овие два кружни тека кои колку и да беа критикувани, јас мислам дека апсолутно добро се направени, сообраќајниот метеж е растеретен, меѓутоа мислам дека веќе кога почнуваме со кружни текови треба целиот булевар или па многу ми е приоритет ове долека и автобуска станица, тој кружен тек да се направи и да се пробие самиот булевар до инспекторат, не знам како се викаше таа улица. Значи задоволна па и незадоволна, меѓутоа тоа беше се склопно од околности, не до ажурноста на општинската администрација, туку до самата енергетска и економска криза која беше на ниво на државата. На последната седница советниците дадоа зелено светло и за дополнителни дејности на јавното предпријатие Куманово паркинг, односно стопанисување со спортските терени и градскиот базен. Дали овие дополнителни дејности ќе ја олеснат или пак ќе ја отежнат финансиската состојба на ова предпријатие? Така, Куманово паркинг е предпријатие кое работи не е во загуба, што е одличен показател дека солидно работи и дека е на стабилни нозе. Јас сум презадоволна од работата воопшто на директорите на јавните предпријатија и како се справија со ова енергетска и економска криза, и сум задоволна од работата на директорот, ВД директор Саша Петрушевски, затоа што има нулта толеранција за што се однесува до казните при паркирањето. Мислам дека тоа предпријатие може да се има сила со преземање на вработени од чистота и зеленило да се справи со еден проблем за кој ја апелирам од како сум председателка на Совет. Значи, убаво што се изградија спортски терени, убаво што се инвестира во спортот, во младите, меѓутоа не може да изградиш спортски терен, а да не знаеш кој ќе го одржува. Таква е состојбата со Соколански објектот во Соколана, што се направи за фудбал кај Соколана и за ракомет, преубав објект, финансиран и од општината и од државата, одлична тартан подлога, ама веќе мрежата се
кине и таму никој не стопанисува со него. Имаме чувари од општината, меѓутоа тие имаат одредено време кога работат. Мене всушност ме загрижува што не е искористено доволно тоа игралиште. Треба да се искористи, ако е веќе направено за граѓаните, да има термини, да се стопанисува, да се одржува, ако е нешто штетено веднаш да се направи. Значи, иста е состојбата и горе со на Спомен Костурница, прекрасно, ама веќе и лулашките се искршија, и канделабрите се искршија, и оштетување има на подлогата, значи некој мора да стопанисува. Иста е, не е иста состојба, ама може да биде многу попродуктивно и овие терени, во тениски терени што се до спортска сала, теренот што е на кеј исто може да се искористи, да се реконструира и да се искористи, затоа што имавме проблем со термини меѓу самите тенисерски клубови кој термин да земе. Зборувавме дел од тие тениски игралишта да бидат покриени со некоја има начин како да се прекрие за да може да се искористи поголем дел од денот, затоа што кога е сончево и кога температурите се страшни, нормално дека никој нема да тренира. Што се однесува до базенот, директорот има плани како да се справи со оваа енергетска криза. Веќе се во тек набавка на фотоволтаици, ама тоа е само 10% од она што е реално потребно. Ќе се распише тендер и за пумпи, кои ќе придонесат за загревање на водата и за заштеда на електрична енергија, значи и заштеда на газ. Значи едноставно искористување на капацитетите на спортски терени апсолутно колку може. И донесовме и ценовник, цените се поволни во споредба со приватните игралишта, што секако е за пофалба. Господја Ѓоргиевска, граѓаните на Куманово честопати имаат забелешки во однос на работата на инспекцијските служби. Какви се вашите искуства, каква е вашата соработка со инспекциите во Куманово? Така, јас имам забелешки често пати со раководителот на Бобан Бојковски, сум во контакт и особено кога се пали кај и целиот дим се шири на кај зградите и луѓето постојано сликат од Октомвриско, односно над Башче, постојано се палат кабли и страшно смрдеje и дим се шири од таму и јас постојано апелирам, ве молам да излезете на терен и да ги најдете, едноставно тоа се едни исти сторители. Не е можно да нема, да не знаеме кој го пали отпадот. Состојбата е ваква, значи без постојана асистенција на СВР не може ни инспекцијската служба да постапи како што треба. Зошто? Тие ќе излезат на терен, меѓутоа луѓето што палат смет се луѓе што ќе го запалат и нормално нема да се задржат на место, а нема инспекцијата нема начин како да дојде до нив или да ги легитимира или да ги казни, ама закон си е во СВР. Имам зборувано на оваа тема и со началникот на СВР. Меѓутоа, тие појави се толку чести и толку иритират на крај крајава, што нормално дека незадоволството ќе биде големо. Меѓутоа, со инспекцијските служби може да се соработува и тие се луѓе што соработуваат и кои излегуваат постојано во пресред. Една од акциите која беше спроведена беше акцијата на Зелен пазар, за која јас апсолутно сум презадоволна. И тоа е ствари доказ дека со граѓаните и со населението, кога ќе има соработка од сите институции, почнувајќи од општината, од СВР, иако СВР откажа уште првиот ден, од директорот на пазариште, од самите граѓани кои изнесуваат своји производи и ги продаваат тука на тротоарите, кога ќе има договор и кога ќе се направат услови, значи може да се испочитува и за добробит и на тие луѓе што се тука. Секој донел нешто што произвело дома, меѓутоа да се продава храна на улица е недопустливо. Прво недопустливо, второ нема каде да се помине. Трето, тие луѓе најдено е начин каде да се постават за минимална цена, за 145 денара земаат една тезга, тројца, четворица може да ја дела. Значи, битно е дека во согласно со директорот на чистота на пазариште се обезбеди простор, тие луѓе беа договорени, инспекцијските служби неколку пати апелира, им кажа каде им е местото и мислам дека веќе тој проблем е расчетен. Дури имавме еден
човек што беше ставил веднаш до влезот на пазар тезга, велеа никако, тој нема шанси да го обработите. Јас отидов со него по разговор дека не би било фер, нели тој да држи тука на диво тезга, внатре си има веќе тезга и да прави едноставно неред и сите да велат да покажуваат некај него. Се разбра човекот, се повлече внатре, значи има начин и има можности како да се разбере со нашиот народ. Колку културни манифестации ќе подржи општината наредната година, колку здруженија од областа на културата аплицираа на јавниот повик и како ги коментирате забелешките на дел од советниците кои што на седницата велеа дека има фаворизирање на одредени здруженија и на одредени културни манифестации? Така. За фаворизирање не сум сигурна дали има фаворизирање, мислам дека повеќе беше пречка дека има финанси, има добиено здружение кои не се под култура. Тоа беше проблемот, главниот проблем, меѓутоа јас за тоа не можам ништо да коментирам затоа што не сум дел од комисија. Комисија е составена од компетентни луѓе од секторот кои треба да го оценат дали се во дел на култура или не се. Значи, она што мене ми е многу добро е што се јавуваат здруженија кои постојат и нови здруженија кои аплицираат за да добијат некои одредени средства. Некои финансии се скратени затоа што и самата програма е намалена за 2 милиона денари. Се надевам дека и кога ќе имаме ребаланс, можеби ќе добиеме и некои дополнителни средства за да се потикне културата. Јас како председателка на Совет бев поканувана скоро на сите манифестации и знам колку е посетеноста, масовноста и задоволството од одредени манифестации, затоа можам и да судам за некои работи и може да ви кажам дека традиционални манифестации кои се со години наназад остануваат и се подржуваат, некои манифестации кои покажа дека нема голем интерес од страна на кумановци, апсолутно се тргнати. Меѓутоа се дава предност на манифестации кои се организирани од млади. Мислам дека Куманово мора да остане на млади и младите луѓе да го доживуваат Куманово како свој град, да барат забава тука во Куманово и да едноставно да придонесуваат за таа забава. Има многу манифестации кои ќе бидат наменети за млади, што е добро. А ќе се задржат оние традиционални манифестации што секако дека е добро затоа што е Куманово град што има традиција во култура. Има ли Куманово еднаков третман со останатите општини во државата во однос на тоа кога станува збор за доделување на инвестиции, парични средства, финанси од владата? Може вака да кажам, средства кои се оделени за 2022 е за спортска сала и тоа беа околу 11 милиони 700 и тоа е преку Североисточен плански регион. И средства од Министерство за транспорт и врски за реконструкција на улица кај Средорек од 3 милиони и 200. За еден ваков град, како што е Куманово, кој на ниво на држава учествува со 8%, а само 4% се враќа, овие инвестиции се смешни. Јас тоа може да кажам и мислам дека државата треба многу повеќе да инвестира во Куманово и да инсистираме да се даде на Куманово многу повеќе пари. Јас лично, например, ова година ќе ми биде приоритет враќање на Куманово пионерски дом. И тоа ќе инсистираме преку правна служба и преку министерства да се врати Куманово пионерски дом на владење на општина Куманово, затоа што имаме огромна потреба да имаме не само занатски културен дом да се користат за културни манифестации, туку да биде како што беше порано, за здруженија, за достапно за млади деца, може пренамена и за некои други активности, меѓутоа да се врати на Куманово, да се обнови, реконструира пионерскиот дом, затоа што тоа е дом односно објект кој има на нашите генерации има секогаш гајме еден спомен дека сме го поминале детството таму и младоста. Значи треба да се врати во владење на општина Куманово, како што се врати и стадионот. Тоа е една новина, стадионот се врати во владење на општина Куманово и со него исто ќе стапанисува Куманово паркинг, иако е за реконструкција и многу пари треба.
Каков е вашиот став во однос на планот за достапност на советниците, планот за поголема достапност на советниците до граѓаните, иницииран од советничката група на ВМРО ДПМНЕ, и реално колку се достапни советниците до граѓаните? Ја ќе почнам од вашето второ прашање. Значи, за прв пат Советот на општина Куманово има своја канцеларија во која користи и за координација и за комисии и мене постојано ми доаѓаат странки таму, на други советници може да доаѓаат странки. Тоа е кажано јавно пред советници дека секој кој што сака да биде достапен може да си покани граѓани, група на граѓани да си го изнесат својот проблем како што доаѓаат кај мене и тие исто да ја користат таа канцеларија. Има советник, значи што функционира, тоа е преку сајтот на општина Куманово, да се постави прашање на советник, да се закаже средба со советник и тоа функционира. Значи, овој план е предобар, одличен. Јас сум многу задоволна, меѓутоа е нереален. Зошто е нереален? Мене како председателка на Совет со такво флексибилно работно време ми е тешко да ги постигнам обврските, а камоли на советниците кои се во приватен сектор и кои за излегување на седница им се одбива ден од годишниот одмор. Значи, треба да бидеме многу колегијални за да донесеме еден ваков план. Голем дел од овој план беше прифатен. Линк до материјал може да се направи, секој граѓанин да влезе. Вчера имав посета и имав средба со новинари, сакат да им се доставува материјал пред секоја седница и им ветив дека тоа ќе се направи затоа што мора да постои истражувачко новинарство, мора материјалите да бидат достапни до новинари, на крај крајва не може да се крие. Тоа се документи кои треба да бидат широко достапни до јавноста. Само некогаш има неспоразуми, да не дојде до неспоразум, често пати се менуваат и точките и материјалот во точките, ама јас велам ќе се направи една група специјално за новинари, како што се дава за советници, и материјалите како се менуваат во наша група, така и кај новинарите ќе се менуваат. Значи, тоа апсолутно треба да бидеме транспарентни, треба да бидеме и фалени, критикувани. Средба со таргет групи, кај мене има постојано таргет групи, постојано средби. Јас кога имам потреба ги свикувам и координаторите на советничките листи, донесуваме ставови како што, значи, излегуваме во пресрет на граѓаните. Значи, средба со таргет групи на местни население. Тоа мислам дека е многу повеќе политичка работа. Може да правиме таргет групи, ама политичка опција, нели, СДСМ да се оди, па ВМРО да се оди, како што беше непопуларна мерка, ама нели вроди со еден негативен плод кога се изредија сите доле на Октомвриска, па сите ги сватија граѓаните наводно дека не треба кај нив да се направи без зона. Значи, политичка работа според мене, активирање, промовирање на Советот, ви кажав дека веќе постои таков, да се постави прашање, да се закаже средба, да се прати порака на советник, да се прати порака на председател на комисија. Тоа функционира. Мене постојано ми допишуваат од местни заедници и барат средба, нема ни потреба веќе да доставуваат барање. Објава на активни мејлови, да, ќе има, тоа веќе имаше, потполневме како советници листа на мејл кој највеќе го користиме. Јас и двата мејла си ги користив, видно сте достапни. Потоа телефони, секако дека треба да има, мојот телефон е веќе на сајтот, креирање на профили за социјални медиуми на советници. Ова е малку спорно. Јас имам, пример, и профил како политичар, имам и како личност од приватниот живот. Не можеш ти на некој советник да му наметнеш да прави профил на социјални мрежи. Тоа е негова лична одлука. Креирање на групи, изготвување распоред за посета на урбани местни заедници, исто политичка работа. Контактни радио емисии, јас може сакам да учествувам и се чувствувам елоквентна. Некои луѓе не сакаат да учествуваат, некои луѓе може да приметите во некои луѓе дека не земат ни збор на самиот совет. Не можеш такво нешто да им наметнеш, затоа па и на крај граѓаните судат дали се борел за нивните активности, потреби или не се борел, колку си бил активен. И контактни ТВ емисии, еве јас сум во контактна емисија, кој сака, нели, на ваша покана може да учествува. Мој советник е нешто интересно.
да се пребројуваат бројот на јавјањата, бројот на гласањата и така натаму, меѓутоа тоа е многу повеќе систем, работа до систем, кај нас во Советот системот веќе прави проблеми, требавме да го менувавме. Имаше предлог да се предвидат 30 милиони, не се сеќавам, мислам дека околу 50.000 евра за систем, затоа што тоа е веќе навистина систем кој ќе функционира за наредните 20 години. Сериозна работа, меѓутоа координаторите се откажаа од еден ваков, рековме дека и ручно ќе гласаме само за да има пари за улици. Така да овој план е многу добар, меѓутоа е за луѓе кои се професионално занимаваат со политика, не за советници. Како председателка на Советот одржавте 17 седмици. Се исполнија ли вашите очекувања за успешна, плодна соработка и конструктивна расправа со советниците? Па вака, јас да ви кажам дека на координација, кога имаме координација, секогаш координаторите на советничките листи се присутни, секогаш се прашани дали има дополнителни прашања до директорите, до раководителите, секогаш се прашани дали имат некои евентуални дополнителни точки за да можат и раководителите и директорите да направат информација, да направат известување, значи тоа не е оптруп, дојди на седница, кажи што барат советниците. Од таа страна имаме па и немаме многу разбирање. Например, советниците на ДУИ често пати станат да изненадат на самата седница, да донесат некој иницијатива, предлог. Мислам дека не е коректно, затоа што еве јас на пример со координаторот на ДУИ бев постојано во контакт кога требавме да направиме, да ставиме точка на дневен ред за водоводна мрежа, поврзување на водоводна мрежа во село Романовце со водоводната мрежа на општина Куманово. Бев во постојан контакт, мене ми пишуваат луѓето од местната заедница, председателот на местната заедница, значи и во договор со нив ја ставивме таа точка како информација. Значи се може да се постигне, меѓутоа некако вметнување на самата седница, затоа што јас мора да размислувам и за самите директори дали имаат точки, и за самите раководители дали имаат точки. Што се однесува до водењето на самите седници, често пати сите, голем дел од, скоро може да кажем 80% од советници се нови советници, меѓутоа веќе година дена сме советници, имаме некакво искуство. Често пати мешат барањен збор со реплика, со советничко прашање, па ќе се направи еден со процедурално, па ќе почнат, а кога еден почне така да се однесува, почнуваат последователно едно по друго да се и препукуваат и да се докажуваат, значи ако не ја водиш седницата деловнички, да се држиш до деловникот и да ги спречиш советниците, седницата може да излезе од контрола. Јас само за волја на вистината морам да кажам дека прв што беше опоменат од моја страна како председател, иако не ни знаев тогаш дали е исправно или не е исправно, сега сум 100% сигурна, беше мојот почитуван колега Николај, кој нели е во Русија, како млад човек сакаше политички нешто да поентира, јас го спречив. Втора беше Елена Божиновска-Доцевска, со неја имавме таков спор, се разбравме. Често пати сум во спор со Арта Мехмети Адеми, со Александар Јановски, кој постојано се жала дека не им давам збор, меѓутоа кога ќе земат збор прават ем реплика, ем процедурално, ем политичко препукување. Јас сакам да има конструктивна дискусија, затоа што ние на крај крајва сме изберени од страна на граѓаните да ги решиме нивните проблеми, а не проблемите на политичките партии, па да ја спуштам државната власт на локално ниво и да се прашувам кој ги донел тие одлуки и какви последици се. Значи има последици од некои донесени одлуки, проблем постои, ние сме тука да го решиме, а не да го комплицираме па да се препукуваме. ВМРО било криво, СДСМ било криво, за наше Куманово било криво, или ДУИ било криво, дај да го решиме. Значи мене ми е битно да има работа во седниците, а не политички препукувања. Политички препукувања на Facebook, на пресконференции и меѓу народот. Како вие лично ја сваќате функцијата председател на Совет на општина и дали е тешко да се носите со оваа улога, односно со оваа функција? Па со оглед на тоа дека не сум била во политика, не сум била апсолутно политички активна, на почеток на мандатот не ни знаев што е председател на Совет и каква му е улогата, и често пати нели кога ќе поминуваа граѓаните или луѓето околу мене председателки да
Јас велам што име на овие луѓе, некако ми беше чудно целата таа состојба затоа што јас сум таква и како председател на совет и како наставник по македонски и како библиотекар се давам во работата. Значи, мене ми е работа, битна работата да врви, да се премостуваат некои проблеми и да наоѓаме решение. Сериозна функција како председател на совет, сериозни одлуки се донесуваат и да ви кажам на почеток се сомневав дали е исправна одлука и не е исправна одлука. Кој ќе ги слушам граѓаните, особено оние што не се политички обоени, дека се сложуваат со еден став, со друг став, велам мало добро на добар пат сум. Значи, некогаш интуицијата треба да проработи, а сега веќе после година дена како председателка на совет, навистина имам многу информации во глава и знам и што зборувам и како работам и што правам. Неодамна Советот едногласно побара поддршка од државата за справување со лошата состојба во јавните предпријатија предизвикана од енергетската криза, но барањето беше одбиено. Со какво образложение бевте одбиени? Тоа беше не за јавни предпријатија, за јавните предпријатија алармиравме дека се во лоша состојба, Атком требаше да среди заедно со ЗЕЛС и со влада. Ова беше барање на јавното предпријатие Водовод, зошто на Водовод? Затоа што огромна разлика во планирани средства излезе во потрошвачката на електричната енергија. Значи се прават нови долгови, се исплаќа колку што може, предпријатието е ставено во рамка, значи не може да се движи натаму, значи мора толку да исплати, не може ни да се развива. Од друга страна му стојат долгови кои во некои општини се исплатени, како што е по пример на општина Струбица, општина Верово. Како може пред да се откаже од премиерска функција, премиерот, бившиот премиер, да ги отпише долговите на Струмица, по инерција и на Берово, а да не се отпишат долговите на Куманово? Ние имаме премиер Кумановец, зошто не излезе во пресрет на ЈП Водовод? Тоа се стари долгови кои кој знае дали ќе се исплатат, а стојат на товар на јавното предпријатие. Значи, апсолутно не е фер државата кон ова јавно предпријатие, како можела за Струмица и за Валандово да исплати, можела и за Куманово. Мене ми се допаѓа што консензуално беше донесена одлуката, иако мислам дека советниците од СДСМ и од ДУИ беа во една незавидна ситуација, меѓутоа еве покажаа доблест да бидат заедно со нас во едно барање и тоа навистина го почитувам. Изминатиот период Советот донесе еден заклучок според кој требаше да се достави барање до првиот човек на македонската полиција за разрешување на командирот на полициска станица од општа надлежност Куманово заради нејзиното зачестено неприсуство на седниците на Советот. Дали е доставено ова барање и има ли одговор? Да, имаше заклучок дека поради неприсуство на седниците, командирот за општа надлежност треба да се разреши, беше поднесено. Врзоста на тој заклучок веднаш беше испратено и до началникот на СВР и до министерот на 6.12. До одговор се уште немаме, не очекувам да имаме, да ви кажам наискрено, со оглед на игнорантскиот однос на СВР спрема општина Куманово, ама мене ми е криво и што игнорантскиот однос продолжува и кон советниците, што апсолутно нема врска со општината. Годинава беа реконструирани повеќе училишта во градот и Кумановско. Какви се плановите за идната година во однос на подобрување на условите во образованието? Така, голем број на училишта беа реконструирани и јас навистина сум благодарна пред се на ажурноста на директорите на тие училишта, на јавното предпријатие Куманово план кој ги изготви навремено, навремено и квалитетни проекти за да може да се рангират меѓу првите во државата по приоритет. И голем број на училишта навистина се реновираа и со средства од МОН, меѓутоа и со средства на општината. Кога се реновира училиште од МОН, секогаш непредвидени точкови, а верувајте ме дека затоа што работам во училишта и во подрачно училиште Орашот сум била 8,5 години, ги знам и подрачните училишта кои се таму 7 поред. Кога ќе почнеш да работиш во училиштата кои се од памтивек, не знаеш што може да секоја непредвидена ситуација да се случи.
затоа општината е тука па помага. Јас сум сведок дека голем број на директори бара помош од општината финансиски да допомогне да се направи, да се до реализира некоја капитална инвестиција. Општината излегуваше во пресред. Затоа велам и МОН и општината навистина направија добро дело. За наредниот година е предвидена подрачното училиште во село Пчиња да се реконструира кров и фасада. Тоа подрачно училиште требаше да се реконструира оваа година, меѓутоа беа предвидени според малку средства, па фирмата што ја преземе таа работа не гледаше никаква економска исплатливост, односно ќе влезеше напротив во долгови, затоа оваа година ја оставивме ова училиште, предвидовме повеќе пари од страна на сектор за образование кои навистина назорно ги следат повиците, се аплицирани други училишта. Може да ги наведам. Тоа се училиштата Кочо Рацин, училиште во Долно Коњаре, Агино село и во село Лопате. Што се очекува од страна на МОН да биде реализирано? Тоа е обнова на фасада на спортски сали во Вукарџич, Толи Зордомес, Христијан Тодоровски Карпус, браќа Рибар и реконструкција целосна на кровот и ѕидовите на Крста и браќа, реконструкција на спортската сала во Крстимир Сирков, Кочо Рацин, Толи Зордомис, Бајрам Шабани и изградба на типска сала во село Уминдол. Значи има проекти кои очекуваме од страна на државата да бидат одобрени, затоа што се изработени одлични проекти со одлична пресметка и се надеваме дека и општината и МОН повторно ќе обноват за за добробит на нашите ученици уште некој училишен објект. Кога сме кај училиштата, тогаш секогаш зборуваме и за градинките. Листата на чекање за запишување во градинките е долга. Има ли предвидени средства и изработен проект за наредната година за изградба на една од ветените градинки и каква е вашата соработка како совет, како општина Куманово со Министерството за труд и социјална политика? Така, листата на чекање на деца е многу голема и ќе биде уште поголема. Од традиционално општество стануваме модерно општество. Бабите и дедовците ги чуваат внуците, меѓутоа помагаат, меѓутоа не и целодневен престој кај баба и дедо, а граѓаните реално имаат потреба. Меѓутоа, јас, бидејќи сум од сфера на образование, може да кажам и соработувам со градинката Ангел Шајч, знам колку е напорна и нивната програма, особено во предучилишна возраст. Може да кажам дека порано имало 20-25 деца, веќе се групи со 40-45 деца, а во таа последна група, кога се 5 години, сериозна програма имат наставниците, односно вработените да изреализират. Значи, кога имаш дечиња од 40-45, тие нема никаде да седнат, а камоли да цртат, да бојат и да стекнат некои позитивни навики. Капацитет нема, се преадаптират некои простори кои апсолутно не се соодветни за деца од градинска возраст. Не знам дали МТСП соработува добро со Ангел Шајче, затоа што директорот не дава такви информации, немам ни јас информација, претпоставам дека соработката е добра, меѓутоа знам дека соработката меѓу МТСП и Зафир Сајто е игнорантска. Можам да кажам дека Зафир Сајто е дом за стари лица кој е единствен во Североисточен плански регион и таму потреба за место плюс и за човек плюс кој ќе работи со тие корисници на таа услуга е многу. Раководните лица, не зборувам за директорот Дејан кој е моментално директор, туку раководни лица со години наназад барале од Министерството финансирање на од 12 до 15 лица. Тоа се претежно негователи, чистачи, негователи кои се социјална служба, психолог, кои ќе излезат во пресрет на потребите на тие луѓе кои ги се корисници. Со години назад мислам дека 11 или 12 години нема добиено согласност. Има еднаш добиено согласност за време на корона, поради корона криза не е реализирана и од тогаш не е добиена согласност. За да се премости тој проблем, директорите години назад примале луѓе со преку агенција за привремени вработувања
кои ги плаќаат со лични средства, со сопствени средства, што не е фер. Затоа што потребата е огромна. Меѓутоа и тие лица беа од страна исконтролирани, не знам кој беше од инспекција некоја беше пуштена и тие луѓе беа истерени од работа. Имаше овој директор имаше средба со министерката ветуваше дека ќе излезе во пресред, меѓутоа она што јас го дознавам е дека од министерство, значи кога ќе бараш согласности, нели градинката и сите што добиваат блок дотации од МТСП, бара согласност од Министерството за труд и социјала. Министерството за труд и социјала праќа согласност до Министерството за финансии, потоа Министерството за финансии враќа во труд и социјала и потоа труд и социјала треба да извести институцијата. Имам сознание кои сте 100% точни дека Министерството за финансии одобрило одобрение за вработување има, меѓутоа се кријат во некоја фиока. Зошто е тоа така, не сум сигурна и ми е баш криво за директорот кој поминува и за вработените и воопшто за корисниците, затоа што има реална потреба да се излезе во пресред на ова категорија на личности, затоа што модерните трендови покажуваат дека младите се заминуваат од нашата општина, воопшто од државата, остануваат стари лица кои не се знае каква ќе имаат судбина, односно потребата од Зафир сајто треба од старачки дом треба да се проширува, да се надоградува, да се прошируваат капацитети, а не да се обструира. Тоа е мој личен став. За градинка, Градинка секоја политичка партија ветуваше градинка, факт е дека парцела која единствено може да се искористи и која не мора да се експроприира е на зелен рид. Постои парцела за градинка, идеен проект е поднесен до Министерство за труд и социјала. Од мои созданија станува збор за 400 деца, тоа е голема градинка со голем комплекс. Општината треба, доколку Министерството одобри да ја финансира ова градинка, општината треба да поднесе добра техничка, исправна техничка документација и да ја прилагоди таа градежна парцела, значи инфраструктурно, да направи вода, да направи канал и да изгради патишта. Меѓутоа, да изгради градинка, тоа е веќе капитална инвестиција која треба да биде дадена од државата. Дај Боже да ја инвестираат, па ќе има. Мислам дека на ниво на Куманово ќе заврши голема работа. 400 дечиња ќе бидат, претпоставувам дека поради големата потреба ќе се нафатат родителите и да ги водат таму децата и да се растератат некои градинки што се од Тоде Мендел па наваму, да се растератат, да ги носат децата таму, за да има навистина место за сите. Она што покажува, особено во кај албанците и тие нашите сограѓани, например голема потреба од Тоде Мендол градинка или проширување на она градинка што е таму кај Кирофетак, меѓутоа градинка има постои парцела, градежна парцела која е во приватна сопственост, што значи дека треба да се предвидат пари за експроприација, а експроприација скапа работа. Исто постои градежна парцела во Перочичо, Гладно поле, и таму има експроприација, што значи дека треба финансии. Меѓутоа, ова градинка во зелен рид е реалност и може да се оствари. Председателке, на ваша иницијатива во соработка со младите, изминатиот период беа реализирани неколку акции за пошумување во градот и околината. Какви се вашите очекувања од младите во иднина и развиена ли еколошката свест кај младите кумановци? Јас многу очекувам од младите. Јас знам колку потенцијал се крие кај младите. Како библиотекар, особено како библиотекар, како наставник да не зборувам, меѓутоа како библиотекар во наставни активности кај мене учествува најчесто 8 и 9 одделение. Значи кај нив се крие таков потенцијал што не може ни обичните кумановци не може да сватат. Значи ние не знаеме што се чуваме дома. Јас, например, си имам 2 дечиња, меѓутоа не знам како се однесуваат во училиштето и верувам дека наставниците може да извлечат потенцијал од нив од секое дете. Кај мене во библиотека доаѓа ученици за кои јас верував дека се одлични, со успех. Напротив, тие не беа одлични ученици, меѓутоа беа ученици кои сакат да работат,
да поврзуваат кабли, да носат опрема, да учествуваат во манифестации. Значи во секој ученик има, ако некој сака да учи, нека учи, ама ако некој сака да работи, нека работи. Значи има потенцијал кај младите, зависи, јас секогаш велам, многу зависи од наставниците. Затоа знам дека беа на посета на некоја волонтерска обука и мој предлог, бидејќи беа на посета на волонтерска обука, да видиме што научиле, ги поканив тие наставници да доведат волонтери, ученици и да пошумиме. Пошумувавме на спомени Костурница, акцијата беше добра, супер, меѓутоа факт е дека нашите деца не знаат да работат. Значи факт е дека многу повеќе треба да ги ангажираме за да се развие еколошката свест. Знаете што, кога учествуваат во работата, тие не го уништуваат, тие си го ценат своето. Затоа очекувам младите многу повеќе да бидат општествено одговорни и многу повеќе активни. И годинава нема организиран пречек на новата година, но она што се случува последниве 2 седмици е дека се чувствува пред новогодишната атмосфера на еден поинаков начин. Со какви активности ја завршувате оваа година? Да ви кажам дека јас сум многу среќна. Веднаш прво одделивме како совет, одделивме плюс пари за да направиме, да купиме своји сопствени украси. Моја интенција на советот, мислам дека и на градоначалникот ќе се сложи и секој граѓанин ќе се сложи дека веќе треба да инвестираме во сопствени украси кои ќе бидат чувани од нашите граѓани и нели со кои ние ќе располагаме. За наредната година јас би сакала да биде украсен и малиот плоштад, реконструиран и украсен, мислам дека тоа би било плюс топ работа. Јас не можам да ви кажам, првиот вечер случајно поминав, не знаев дека ќе се редат и луѓето беа воодушевени. Ништо не може да се замени, радосни джагори, насмевки на децата како се качуваат, се сликат. Тоа никој не може да го надокнади. И таква една работа треба да се приушти на секој граѓанин на општина Куманово. Навистина се чувства убав амбиент и јас веднаш забележав дека ни фали музика. Затоа предложив на координаторите да не користиме пред новогодишни славја, меѓутоа да купиме како совет да изделиме средства од нашиот буџет и да купиме Bluetooth звучник кој ќе биде водоотпорен, затоа што има фондацијата од Занечиски дом може да изнесе озвучување, меѓутоа често пати има настани гори и тоа озвучување не е водоотпорно. Затоа купивме Bluetooth звучник со микрофон и еве нашите млади таленти веќе почна да појат. Значи мене ми е многу битно од Кумановци за Кумановци да има настан. Веќе со години, една деценија скоро не се организира забава, прослава на плоштад. Гледам дека нема ни потреба, меѓутоа ваква новогодишна атмосфера, вклучност на младите во настани, дали ќе се организира во Зафир сајто, дали ќе се во Занечиски дом, дали во Центар за култура, важно да има нешто, да се чувствува таа новогодишна атмосфера и за поздравување ова година виштина е убаво на нашиот плоштад. Кои ќе бидат приоритетите на општината и советот во 2023 година? За мене приоритет ќе биде да се искористи максимално превозот, јавниот превоз, да се стекне, да гледаме дека се стекнува некаква навика да се користи јавниот превоз. Јас лично би инсистирала да се субвенционира и еден превоз што ќе се врти постојано бесплатен би бил постојано околу централното градско подрачје, да може да ги поврзува сите тие институции, центарот на града биде растоварен, ама да биде чест на 15 минути да вртат автобуси, за тоа треба да се разгледува. Значи приоритет ми е да се искористи овој јавен превоз, да се сите овие проекти за кои што зборувавме да се реализират, да се искористат 100% пари од буџетот, да се соберат нови пари од даноци, од продажа можеби на парцели во Новини Речици, да дојде Lidl, да има многу повеќе вработување и веќе ова енергетска економска криза да помине, затоа што постојано некоја криза, па ние веќе не чувствуваме кога не е криза, нон-стоп кај нас е криза некаква. Да ви кажам лично од државната власт, од начинот како се справи со економската криза, не сум задоволна, имам чувство дека сме без кормилар во оваа држава. И затоа гледам берем во општината некако да се испофаќат конци, да може да се држи и јавните предпријатија да функционират и да нема отпуштање, напротив, да берем на локална власт да дадеме некаква сигурност на нашите граѓани. И сосема на крајот неизбежно е прашањето за наше Куманово. Се шири граѓанското здружение за наше Куманово, назначена е председателка на жени на здружението, председател на младите. Какви се очекувањата и кои се плановите
за следната година? Па вака, јас сум во политика поради Максим Димитриевски, затоа што за прв пат почнав да верувам дека некој нешто може да направи од политичарите. И да ви кажам, многу ми е криво што политиката е добра работа и треба да се занимаваат луѓе што сакаат да бидат општествено корисни, меѓутоа има епитет дека секој политичар е негативен епитет во секој случај се повржува. Јас сум во политика поради Максим Димитриевски. Оно што јас го препознав кај него, го препознаваат повеќе луѓе во општината. Тоа се покажа и на последната трибина од нели присутноста на луѓе, на нови луѓе што не се во политика и што ми е мене многу драго. А истовремено препознаваат и многу од општините од другите градови. Затоа, нели, од Прилеп, па Крушево, па Тетово сега уште ќе се шири, значи се шири таа енергија што е добро, затоа што во Македонија мора да има трета опција. Мора да има, не може ова црно-бел свет да се. Мора некоја трета опција која ќе ги застапува ставовите на граѓаните, на обичниот човек, не на политичките партии, која нема ни да размислуваме дали лево и десно да бидат во функција на граѓаните. Мене ми е многу криво во Куманово, во Македонија воопшто има потенцијал, капацитет. Ние веќе почнуваме да се сомневаме дека сме доволно умни, доволно мудри за да може да се ја водиме државата. Јас не се сомневам во нашите квалитети. Мислам дека во Македонија има потенцијал. Има луѓе кои поради низа направени пропусти од актуелните политичари се трзат на страна и препуштат кормиларот да биде некој што не е соодветен. Значи треба да се вратат луѓето и вербата на луѓето во оние квалитетни луѓе кои ќе кажат ова одлука е 100% исправна и сме сигурни. Не може постојано да се подпираме на туѓи мускули да велиме Европа, Европа, Европа. Да ние ще нешто да се направиме за нашата држава. Значи, за мене тоа е приоритет. Наше Куманово е моje Куманово и јас ќе си работам за граѓаните и секој што ќе дојде во наше Куманово, вклучувајќи и председателката која не беше во наши редови, меѓутоа е познат граѓански активист и сакам такви луѓе да се вклучат во нашите редови, затоа што имаат потенцијал, имаат и знаат како да работат и затоа силно ги поддржувам сите што се вклучуваат и што сакаат да работат исклучително за корист на граѓаните. Ви благодарам уште еднаш на гостувањето и ви посакувам среќни новогодишни и божитни празници. Ви благодарам многу за поканата, среќни новогодишни празници на вас и на граѓаните на општина Куманово, да сме живи, здрави, да заврши оваа економска криза и некако да почнеме со вистински развој на општина Куманово. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Ви посакувам и вам среќни новогодишни и божитни празници и се гледаме следната година. Пријатна вечер.